Житото на сите светски берзи, а она кај што е наша најблиска берза, Новосадската берза, порасна за некои 30% како цена. Значи, тоа практично се одразува во цената на финалните производи на лебот. За сега се поскапе само најефтиниот леб, односно еден дел од асортиманот на пекарите. Се разбира, ние како влада ќе пратиме ситуацијата и доколку видиме дека тоа има посериозен импакт на сите останати пекарски производи, би рекол генерално, ќе интервенираме од страна на државните резерви со житни производи. Имаме доволно резерви, тие се купени со соодветни цени, домаќински е направено. Лебот поскапе, а власта се прави слепа и дека не го гледа тоа. Основниот прехранбен продукт поскапува за 20% заради неодговорноста и незаинтересираноста на оваа црна власт. Тоа што власта за една намена е неспособна да се справи со реалните проблеми, тоа што оваа црна власт не знае што да преземе во економијата, во земјоделството, со инвестициите, го плаќа народот. Почитувани, на оваа криминогена власт се одмотува спиралата на поскапување. Цените на лебот во секоја држава се најстабилни и ја отсликуваат состојбата на земјоделството и економијата воопшто. Лебот поскапува заради лошите мерки, недостаток на квалификувана работна сила, зголемување на цената на пченицата во последните месеци за 40%,